И браната Злетовица кај Пробиштип се изгради и Отиња кај Штип започна да се гради, ама наречани како да не е пишано. Ниту кочанци, а особено оризарци, знаат дали до крајот на третата декада на овој век ќе почекаат во една од најпасивните предели во источниот дел на државата. За да ја видат полна со вода најатрактивната акумулација со капацитет од над 20 милиони кубици вода, која ќе се протега на двете реки Бела и Црна. Ситуацијата околу реализацијата на овој капитален проект е абсурдна, бидејќи е актуелен 5-6 деценија никако да се реализира. Профилот на браната уште од ЈУ стручњаците оценат како еден од најдобрите на поширок план, што значи и најекономичен, ама тоа како воопшто да не е битно. Какви непроценливи придобивки би оствариле граѓаните од населените места во Кочанската котлина, излишно е да се повторува. Од производство на електрична енергија, квалитетно и економично водоснабдување, наводнување на земјоделски површини, развој на езерскиот туризам, позитивно влијае врз микроклимата, ефектуирање на напуштените реони. Ако причината се парите, прашањето е како се најдени 306 милиони денари за Отиња, која практично е втора брана за Штип, бидејќи до оваа општина вода стигнува од акумулацијата и системот Злетовица. Уште повеќе, како државата планира да гради спортски центар на Царевра вреден 100 милиони евра, а одолговлекува со реализацијата на мултистопанскиот објект, патем неодамна при престој во Виница. Премиерот Зоран Заев, меѓу другите, ја спомна изградбата на браната Речани, но на терен се работи колку да не се застане и нема најави со каква динамика ќе продолжат активностите. Акумулации како трајни водни ресурси, кои што може да бидат потенцијал за водоснабдување, за пиење, за водоснабдување, за наводнување, за туризам, за одредени било какви други потреби, се навистина важна работа. Во нашата земја во моментот се инвестираат 40 милиони во брана Конјско, некаде 30 милиони брана Речени Кочанско, Раве Речица, целиот водоснабдителен систем околу Гостивар Тетово и еве оваа брана во Штип, која што исто така е значајна. Тие се сериозни акумулации кои што сите заедно вредат близу 80-85 милиони евра. Заедно паралелно со нив се развиваат системите за наводнување. Ветување дека Речани конечно ќе стане реалност имаше во 2016 кога се дефинираше рокот до 2021. Пред година-две се конкретизираше нов рок 2025-2026. Во последната година нема конкретни планови и предвидувања дали и кога капиталниот водостопански објект ќе биде изграден.